Бодигардот на премиерот Христијан Мицкоски си ја претепал сопругата. А поранешниот министер за внатрешни работи Митко Чавков осуден за случајот 27 април. Денеска е пуштен од затвор условно. Во следните 3 минути ве информираме за најважните работи што се случуваат денес. Еден месец по врсничкото насилство што ја згрози македонската јавност. 4 малолетнички од Скопје на возраст од 14 до 17 години добија кривични пријави за суровиот напад врз 13 годишното девојче во Ѓорче, за кое што беа објавени грозоморни детали, односно дека ја тепале, ја гореле со цигара и ја терале да јаде кучешки измет. И сето тоа го снимале. Денес се навршуваат 123 години од смртта на Гоце Делчев и 46 години од смртта на Јосип Броз Тито. Премиерот Христијан Мицкоски не очекува подобрување на односите со Бугарија. Но зошто одбра ова да го соопшти токму денес? И други чудни работи се случуваат. Слушнете го сега овој феномен. Додека возач на итната помош во Кратово бил во странство, неговите добри колеги, иако знаеле и гледале дека го нема на работа и дека нема никаков документ да го оправда своето отсуство, сепак му завршиле работа да му извадат плата со додатоци. Една колегијална колешка била особено креативна, дознава нашата колешка Мирослава. Прочитајте ја темата на Слободен печат. Во меѓувреме, адвокатката на сопственикот на дивата дискотека во Кочани, Дејан Јованов, познат како Газда Деко, побара од судот да ја исклучи јавноста, односно родителите на загинатите, и побара да ги внесе во записник зборовите што му беа упатени на Деко на минатото рочиште, како директни закани кон Јованов. Што мислите за ова барање? Во Белград се одбележаа 3 години од масакрот во училиштето Рибникар. Коста Кецмановиќ на своји 13 години уби 9 деца, своји соученици. Чуварот на училиштето и рани 6 мина. Моќна бура ја погоди Турција. Летаа дрвја и покриви. Трагично почина 22 годишна девојка, а најмалку 28 други луѓе се пријавени како повредени. Путин се плаши дека му се спрема атентат. Според проточен извештај од Европската разузнавачка агенција, до кој дојде CNN, рускиот претседател драстично го зголемил своето лично обезбедување поради страф од државен удар и од серијата атентати врз високи воени службеници. Исто така, напад со дронови се случи во текот на ноќта во Москва, а при тоа е погоден луксузен стамбен комплекс во руската престолнина. На маката понекогаш леко ти е музика. Српски туристи се фатија наоро додека чекаа на грчка граница. Километарски колони се создадоа вчера на граничниот преминев зони. Па некои од туристите од Србија го искористија времето на чекање за да играат оро. Токму новиот систем, кој е причина за нервоза кај многу патници, е темата на денешниот Слободен удар на колегата Богатиновски. Со наслов: тие со ЕС, ние со без. Европо повели на шалтер. Оваа колумна, детали за темите, но и многу други содржини, ќе најдете на slobodnpečat.mk. Се читаме.